почитуван подпредседател, почитувани колешки и колеги, почитувана колешка. Најверојатно оваа моја реплика би било само едно дополнување или повеќе придонес во однос на вашата дискусија. Во рамките на ова време кое што ги имам како реплика, имено и самите кажавте, секогаш кога станува збор за законски решенија кои што треба да ги подобрат правата на различни таргет групи во Македонија, на различни групи на граѓани, навистина треба да работиме во однос на подобрување на постоечките законски решенија. Драго ми е што ова законско решение токму е и во таа насока на подобрување на лицата со попреченост и овозможување на нивна лична асистенција, каде што веќе сега се спушта таа граница. Ја би сакала само во рамките на законската, односно собраниската процедура да имаме можност да продискутираме малце повеќе во однос на опсегот кој што е опфатен, кој што го опфаќа ова законско решение, мислејќи на бројката која што е утврдена, имено да видиме на појасна анализа како истите се опфатени и како и со носењето на ова законско решение не би креирале можеби некој дополнително или би оставиле простор за дополнително неопфаќање на некоја група на лица со попреченост. Мислам дека е значајно да отвориме и таква една квалитетна дискусија или пак и да видиме во овие собраниски процедури можности и инструменти кои што ни стојат на располагање за овој текст кој што го имаме, кој што е навистина солиден, да го подобриме, се во насока навистина да обезбедиме еден поголем степен на еднаквост и права на сите граѓани во Република Македонија, особено кога станува збор за една ваква навистина чувствителна таргет група на која што се однесува ова законско решение. Се надевам навистина дека ќе успееме и понатака уште повеќе да го подобриме ова законско решение. Истото ќе потенцирам, го поздравувам и драго ми е што барем имаме добра основа на која што би можеле да работиме во овој период. Ви благодарам. Благодарам. Контра реплика пратеничката Жаклина